Неубава и разочарувачка гледка во новиот спортско-рекреативен центар покрај Вардар во Гостивар. Викендов што измина, несовесни поединци уништиле неколку од реквизитите наменети за децата. Искршена е лулашка, вртелешка, а видно оштетени се и вештачките карпи за качување. Центарот кој се протега од малиот до големиот мост во должина од околу половина километар беше пуштен во употреба кон крајот на минатата година. Стана омилено место за прошетка на гостиварци, но само по неколку месеци веќе е мета на вандализам. Од локалната самоуправа денес излегоа со реакција, најавија дека ќе ги санираат штетите, а во иднина ќе ангажираат и чуварска служба. Последниве денови бевме сведоци на вандализам врз јавниот имот, зашто се огорчеа илјадници граѓани кои секојдневно го користат новиот рекреативно-спортски центар. Ве известуваме дека општина Гостивар ќе ги санира сите оштетувања, а во иднина, за да се избегат вакви вандализми од страна на неодговорни поединци, ќе биде ангажиран чувар за заштита нашиот заеднички имот. Новиот рекреативно-спортски центар е проект финансиран од страна на Швајцарската амбасада, UNDP и општина Гостивар. А за граѓаните од сите возрасти, ова веќе стана нивно омилено место. Секој ќоше од нашиот град треба да го чуваме како наш дом, па затоа секој ваков чин не повредува сите нас. Ударот врз спортско-рекреативниот центар покрај Вардар во Гостивар за жал не е изолиран случај. Несовесни граѓани често уништуваат урбана опрема по парковите, детските игралишта и на други јавни површини низ градот. Од вандали страдаат клупи, канделабри, корпи за отпад, јавни чешми и слично. Со деструктивно однесување, поединци руинираат простори уредени како место за релаксација, прошетка и одмор на гостиварци, како во примерот со новото шеталиште.